Фрапантни податоци за облажувањето кај лицата помлади од 18 години. Најмалку 2 пати неделно тие завршуваат во облажувалница. Ова го покажуваат податоците од анкетата направена од учениците во СОУ Коленехтенин Штип помеѓу нивните врсници. Нашата анкета која ја спроведовме над 70 ученика, од кои 54 беа момчиња, 16 девојчиња. 50 ученика се истакнале дека тие се облажуваат, додека 20 дека тие не се облажуваат. 20 ученика од оние кои што одговориле дека се облажуваат, одат во кладилници секој ден, додека останатите 2-3 пати неделно. Дел од нив парите дадени за храна ги трошат на комар. Парични средства за играње на спортска прогноза се најчесто од џепарлокот кој го добиваат од своите родители или нивни заштедени пари кои ги добиваат од своите баби дедовци. Овие податоци се загрижувачки ако земеме предвид дека законот забранува влез и учество во облажувалници и казина на лица под 18 години. Причината за тоа ја бараме во ослабените механизми на општествена контрола, значи потребно е прво да се преземат мерки со тоа што ќе се забрани влез на малолетните деца во кладилница. И најчесто ние социолозите причината за кој децата одат во кладилница ја гледаме токму во тоа дека тоа е најлесен начин за да може да дојдат до некој денар. Коцкањето е еден од најлошите пороци. Во средношколската возраст тоа може да делува како забава и игра, но последиците се исклучително опасни. Поради ова, сметка за младите треба да поведат сите. Тие се одговорност и на наставниците и на општеството, но најголемата одговорност ја имаат родителите.